Civilizacija na 20. vek. Postoji jedno osnovno, vonredno značajno prašanje. Da li čovek otke prežive? Zagadeni se zemjata, vodata, vozduhot. Pesticidi, insekticidi, fungicidi, bakar, kobalt, živa, hrom, nikel, fenoli, bakteriji, čad, jagljen dioksid, sulfur dioksid, olovo. Денес je веќе тешко да се набројат сите отрови што не окружуваат. Се уште останува неиспитано што, како и колку не труе. Но и она што се знае е доволно смртно да не заплаши. За жал, човештвото се уште доволно сериозно не ги сваќа овие опасности. И земјата има корен, рече еднаш поетот. Ќе стигнеме ли со отровите до тој корен, та и него да го сотреме, со него и земјата и човештвото. Како никаде веќе да нема парче чисто небо, бистро поточе, праисконска земја во цуд, а во цвеќето да нема DDT или живин фунгицид и див зајак да го претрча патот. Може би парче чистоти е останало високо во планините, а може би нешто може да остане негибнато и чисто ако го сочуваме. Можеме ли да сочуваме дел од чистата природа? Оваа кратка приказна говори за тоа дека можеме, ако сакаме. Во сосема непосредната близина на Скопје, на оддалеченост од само 30 на километри, како да не се чувствува оваа загаденост, на местото каде што сме успеале да сочуваме дел од исконската природа. Зад брдото водно почнува масивот на планината Караџа. Името на оваа планина доаѓа од турскиот збор за црно, а е символ на високите црни борови што некогаш тука ги имало во изобилство. Тука, во непосредна близина на Скопје, на падините на Караџица, во 1949 година е основан шумскиот резерват Јасен. Луѓето тогаш наидоа на релативно голо подрачје со деградирана шума. Живеејќи од сточарство, човекот овде исекол за листник се што можел да исече. Скоро голи останаа ридовите и доловите. Дури од наносите што немаше шума да ги запре, една река се претвори во лажна понорница. Сама си го затрупа коритото и мораше да нурне во сивата гола земја, за да излезе подолу Боже ми е понорница. На оголем простор, каде што царувале секирата и пилата, обично нема дивеч. Тука се уништени основните услови за негово живеење. Тогаш, во таа, а не така далечна 1949 година, само на високите сиви стени над Борово поле и околу врвот Мирска вода, имало едно мало стадо од 30 до 50 диви кози. Како никој и ништо да не можел да го уништи ова прекрасно
i gordo i nežno, no u isto vreme i silno životno. Prvата zadaća beše da se zaštiti kozata, pred se od silните karabini što počne da pukaat na sve živo što se dviži. A na kozata, kako na koza, ne i treba mnogo. Jedinstveno što je potrebno, to je večniot mir na planinata u odsustvu na čovek od sopuška. Silna i neobično hrabra, vešta da skoka od karpa na karpa i nad najstrašnite ponori, na kozati je dovoljna sočnata planinska treva što raste pod i među samite karpesti vrvovi. Kozate ima zbijeno i cvrsto telo so silni noze. Rogoviti se raščleneti po godovi i gi imaat i dvata pola. Osamenite mesta bez luge, sončanite mesta na suvite južni pasišta, surovite karpi koji strmo se digaat kon neboto, toa se omilenite prebivališta na kozata. Podvižno, nemirno i razigrano životno žive evo zajednica. Ovde na Karadžica, vo blagoprijatni životni uslovi zaštitene od uništovačkata raka na čovekot, ima poveke golemi stada divi kozi. Od 50 kozi sega ima okolo 2000. Istinsko zadovoljstvo je da se gleda ovije spretni i hrabri životni. Su kakva rešitelnost i hrabrost i su kakva ravnodušnost stojati na najvisokite karpi i skokat od jedna na druga, kako dolu da nema ponori dlaboki i po 100 metri.
И така, оставена на мир, козата го живе овде својот раздвижен, разигран живот. Овде со години се градени долги планински патеки, што сами ги направија ловочуварите и шумарите. По нив тие носат сол за дивите кози и го наблюдуваат нивното движење. Луѓето и помагаат со солта што ја оставаат на бројните солила. Овде човекот ја чува природата од човекот. Големиот љубител на природата, починатиот председател Тито, беше запознаен со напорите на луѓето од шумскиот резерват Јасен да се сочува природата и таа да се збогати со дивеч. Во 1960 година, како подарок, тој испрати 9 елени. Луѓето веруваат дека ова елегантно и силно животно ќе заживее во шумата, која несечена почна да се згуснува. Колкава може да биде радоста денес, кога веќе се знае дека на ова подрачје има повеќе од 100 елени. Тие постојано и вешто се кријат во густата шума и ретко може да се видат. Само наесен, во парењето, кога околните брда ечат од нивното рикање и им попушта предпазливоста, можат да се видат како трчаат низ шумата или по шумскиот пат како да се питоми коњи. Во 1971 година, пак како подарок од председател Тито, доаѓаат 9 муфлони. И нивниот број денес е пораснат на преку 100, бидејќи тие доста брзо се размножуваат во овие прекрасни услови за развој на дивечот. Муфлонот е дива овца по потекло од Азија. Лете пасат сочна трева, а зиме се задоволуваат со мов, суви тревки и лишај. Во целиот животински свет, муфлонот е најдобар пример за тоа како робството дегенерира.
možete li ova silno, ubavo i gordo životno, polno so život i so gotovnost za borba, da go sporedite so bezvolnata, poslušna i totalno neborbena domašna ovca? A tije ima isto poteklo. Seta životnost, gibkost, hrabrost, borbenost i ubavina što je ima muflonot, domašnata ovca ne žive i slobodno, gi ima zagubeno. Ovdena Karadžica može da se smeta za vistinski podvig relativno brzo to podignuvanje na ova golemo stadu mufloni. Bidejki ne pravi golemi šteti i ne jalupi korat od drvjata, muflonot može da stane vistinski ukras na visokite makedonski planini. Za ova postoji samo jedan uslov. Čovekot da ne go uništova bezrazložno. Zamislete go ova ubavo životno po visokite karpesti grebenina Šara, Korab, Osogovo, Pelister ili po pitomite pasištena Bistra, Nastogovo i Bigla. Prekrasno je da se najde čovekovo priroda, čista i negibnata. Sekogaš je ovde ubavo, no može bi sepak proleta je najubava. Vo nedogled se pruža čarenite tepisi od gorskih cvekinja. Ovde perunikata je pomala od ona što se odgleduva vo gradina, no nekako je poubava. Da li zato što je diva i bi se reklo poslobodna. Divite planinski orhideji se prelevaat po najrazlični boji i nijansi. Verovatno ne ste znali da od korenotna ova diva orhideja se pravi poznati od orijentalen pijalog salep. I bujnata zelena prolet prošarena so kilim od najubavi cvekinje i snažno to životno i prekrasno leto koga priroda tebo svoj odpon zamav, na planina nekako brzo minuva. Doađa esenta i cela ta priroda kako da se podgotuva što po sigurno i što po bezbolno da je mine dolgata, ostra planinska zima. A seko je godišno dobavo prirodata si ima svoja ubavina. Esenska to ubavina najmnogo izrazena preko šumata. Listopadnite drvja se pretočuvaat vo ogromni plameni venci so desetici nijansi na boji. Koga ne bi bila uništovačkata raka na čovekot, tije samite bez zadanje bi prekrile ogromni prostranstva. Može li da se presmeta koliko nečist vozduh bi prerabotili ovi jedinstveni prirodni filtri, ovije beli drobovi na uravnoteženi od biološki sistem na prirodata? Ovde na Karadžica tije kako da rastat samite od sebe. Bidejki šumata ne se seče, za relativno kratko vreme od ogoleni planinski utrini se sozdade gusta šuma polna so diveć. A tamo kada što šuma se seče, prirodata ne može da je nadopolni za gubata. Potrebno je postojano, intenzivno i bogato zasaduvanje za da gi sočuvame zelenite prečistuvači na zagadeni od vozduh.
на падините на Караджица je otkrijen i poznatiот македонски даб, кој во науката е регистриран со такво име. Прекрасна е таа планинска есен. Колку убавина има во овие дрвја пламнати во есенските бои и колку е силна пораката да не останат планините со голи сиви ридишта и со назабени камени гребени. На високите, веќе пожолтени планински пасишта, под се уште топлите зраци на септемвриското сонце, дивите козија започнуваат љубовната игра. Есента е доба на нивното парење. Овие игриви, подвижни и жизнерадосни животни, како да стануваат повесели, како повеќе да се занимаваат со игра. Се разбира, тогаш попуштаат и нивната вродена предпазливост и внимание, како да се плашат помалку. Може би од работ на шумата некој волк ке зграбчи некоја невнимателна коза, но тоа не е трагично. Тоа природата го дозволува. Како можевте толку да им се доближите на овие плашливи и предпазливи животни? Дали дозволиле да им дојдете толку близу, бидејќи се во љубовна игра? Не прашуваа некои ловджи и познавачи на природата, што ги гледаа нашите снимки. Одговорот го дадоа искусните ловочувари. Секогаш кога човек оди со пушка, козите се предпазливи и на звучниот знак на водачот на стадото бегаат како стрела. Ако човек оди да ги наблюдува само со двоглед или како нас со камера, тие покажуваат далеку помал страв, како да знаат дека не им се заканува опасност. Чуден е тој вроден инстинкт. Чудна е природата што основните односи меѓу повеќе елементи безпрекорно ги решава и ги уредува. Долу, пониско во шумата, каде што ечи Еленската рика и тропотот на роговите од борбата на елените за превласт врз стадото кошути, во љубовна игра се и муфлоните. Колку побрзо и намира ќе се одвива размножувањето на муфлоните, толку ќе биде поголема можноста со раселувањето овие убави животни да ги красат планините во Македонија. Сметката е едноставна. Ако за 10 години од 10 муфлони сега има повеќе од 100, тогаш за наредните 10 години треба да има околу 1000 и така натаму. Останува пак единствениот услов – човекот да ги штити, а не да ги уништува. И кога се покосо ќе паѓаат сончевите зраци, кога ќе паднат и последните лисја од дрвјата, кога планинскиот ветер ќе заструи со студен бран, а љубовната игра на животните веќе завршила, се чини одеднаш доаѓа суровата планинска зима. Сега е важно да се преживее. Сега ќе останат само најсилните, најспособните. Тие побрзо и полесно ќе најдат храна. Нив нема да ги фати ни волкот, ни кој да е друго животно. Некако сериозно и достоинствено се движат долгите колони диви кози, како да исполнуваат некаква важна задача. А задачата е навистина важна. Има само една точка – да се најде храна и да се преживее до пролет. Како, прашуваат неупатените, како може да се најде храна во длабокиот снег? Козата има еден проверен систем. На високите планински пасишта се закопува длабоко во снегот и рие во него се додека не дојде до тревата, а потоа брзо и снажно пасе. Зарем не е безпомошна така закопана во снегот? Може да биде нападната и изедена? Не, никој, дури ни снажниот волк не се осмелува да се качи толку високо по снег. Тоа е царството на дивата коза.
Токму оваа сурова планинска зима ја потврдува основната порака на природата. Ни длабокиот снег, ни студениот ветер, ни грабливите зверки, ни отсуството на храна, никој ништо не и може на силната дива коза. Единствениот што може за жал да ја уништи е човекот и единствениот што може за среќа да ја сочува и да ја заштити пак е човекот. Подолу во шумата, зиме, како да му е полесно на муфлонот, тој префинет одбирач на сочна трева, зиме ке се задоволи со лишај, мов и сува тревка, а суви тревки во шумата постојано има. Човекот ги заштитил. Ја оставил овде оваа природна оаза на мир. Засега само ваква заштита може да гарантира дека природата ќе остане таква каква што е. Овој пример на шумскиот резерват Јасен на Караџица покаже дека со голем успех може да се заштити природата. Од другата страна на реката Треска, на еден релативно близок простор, исто така во шумски резерват, се веќе донесени 30 елени лопатари. Македонија, која има изворедни природни услови за одгледување и развој на дивечот, наскоро ќе добие и уште неколку вакви заштитени резервати. Овие оази влеваат надеж и обврска. Надеж и обврска дека мораме и можеме да ја чуваме природата. Ке не отрујат ли дефинитивно пестицидите, живата, оловото, сулфур диоксидот? Ке ја претвори ли во стаклена бавча земјата покривот од јаглен диоксид? Или ке преживееме? Но за да преживееме, треба да се бориме. Може би вчера се уште имавме време да дискутираме. Денес веќе мора да действуваме. За парче чисто небо, за бистар планински поток, за жито без пестициди. А горе, на планинските врвови, стража на оваа наша борба за чиста околина нека чуваат бистрите очи на дивата коза, храброста и упорноста на муфлонот и гордите рогови на козорозите.